Zaarno, gospođe obvinitelje. Dojde da ne hapsiš? Nema potreba, gospodine. To što treba vas ve uapsil. Замислете дури во Занда не ве ставил. Ох, ми олесно. Треба да се видам со татко ти. Итно. Добро, бат. Што има? Живеј здрава. А ти? Како што знаеш? На телефон ми зборуваш за работа. Нели е срамота? Ние секогаш ќе се среќаваме. Јас да кажам, за никој да не помисли нешто друго. Лела, се натажувам што вака правиш. Еј ти малку да бидеш натажен полот. Благодарам. Како и да е? Го повикав твојот директор од затворот. Го прашав за Кара. Рече оди прашај го полот. Кој Кара? Ете Кара, опасниот Кара. Господе Боже, што работа имаш со Кара? Што имаш со Кара? Боже, Боже, што работа ќе имам? Во сите дојдени досија името му се споменува. Дури во досието Алпери Хамид. Ти го познаваш ли? Го видели? Се сретнали со него? Колку што знам, тој е мртов. Жив ли бил? Ми рече оди со Беј Ефенди, види се. Стариот директор. По своете упатува некаде. Каде? Каде не знам. Пренеси му и на Абдулхи ако сакаш. За нешто ако слушнете во врска со Кара да ми јавите. Абдулхеј. Благодарна сум ти, Абдулхеј. Не е ништо тоа снao. Те донесов само дома. Не за тоа, затоа што го фати човекот. Не е битно. Побегна од болницата. А толку им кажав на полицајците, ама човекот од страв за животот си побегна. Полат многу го истепа. Многу. По твојова несреќа или во таа работа има и нешто друго? По моје несреќа е снеки. Едно време си помислив Полат да не е замешан. Човек во болничка соба се глупира. Си имаш работа, не чекај. Војко, излего од куќата на Љазија. Па са тамо ли е? Да, бојче. Околу куќата има 10 луѓе. Ако сакаш да ги нападнеме. Јас често сум дежурна тука. Вие тука ќе бидете? Да. Секако. Добре дојде, Ага. Војко ти Джефкер внатре ли се? Натрес, ке кажам. Зашто ве оставив да следите? Војче, Зулфикер Ага дојде. Зашто дошол? На посета дошол, зошто да дојде? Што знам? Нека дојде, нека дојде. Абе, ова капели? Повелет. Селам алејкум. Алейкум селам. Сега слушнав Заза. Со лесен помендај. Види на мојот Джефер што му направија. И каква му е состојбата? Лоша. Не може да ги издржи болките. И го успиваат. Брзо ќе заздрави тој. Тој е од стар ков.
Што се не има поминато, па и ова ќе помине. Во право си. Во право си, ама вакво нешто не доживело детево. Од болките ќе умре, ако не умре од повредите. Што да правиш? Ете, двајца аџами направиле глупост него. Јас така ќе ги воспитам тие две аџами што ќе видат. Заза, почекај бе малку да стане на нозе. А потоа правиш што ќе правиш. Нема таква јагма. Јас го знам Джефер. Кога јас ќе се одмаздам, тогаш тој ќе оздрави, ќе стане на нозе. Братче, тука е ме мати. За терористите не знам, прави што ќе правиш. Тебе ме матите прати, а? И каква врска има, бе? Не може самиот да моли, па друг да моли, а? Заза, не лупај глупостите молам. Стани, стани! Стани, губи се! Губи се од пред очи, оди си, оди! Абе, синко, што реков сега? Уште да ми ги опсуеше мајка ми и татко ми! Што значи дека тука е ме мати? Ако е тука, јас него на кол ќе го наденам! Човекот го оставил оваква состојба, уште посредник ќе му бидеш, а? Тој што станува нервозен, оштетен ќе биде, братко. Уште ли зборуваш? Заза, прибери се и не ме нервирај веќе, бе. Сите тие да се проколнати, кои да доаѓа тука за помирување ќе му искршам нозете. Вујче, Вујче, што правиш, Вујче? Не го удирај, мене удирај, Вујче! Мене удирај! Олека, бе! Не мрдај! Олека, бе! Вујче! Немој! Вујче! Немој. Добар ден. Повелете. Дојдов да се видам со господин Олмер. Јавете му, нешто приватно ќе разговараме. Луѓето тука ќе останат. Добро. Тато Омер, американецот сака да се види со тебе. Кој? Нека повели. Повелете внатре. Здраво. Јас многу се извинувам што ве вознемирувам. Не дојдов за тоа. Повелете. Заради безбедноста и јас 24 часа ја следам Или. Знам дека вашиот син има многу непријатели, за да не и се наштети на Или. Кога ми кажаа дека сте сами дома, се одлучив да ви кажам за мојата загриженост. Што ве загрижува? Син ви со право не сака да ја гледам. Го разбирам него. И јас да бев на негово место, исто така ќе постапев. Ама, јас ова дете многу го засакав.
Исто како што вие го сакате полат. Ако ми дозволите, барем додека спие да ја видам, да и го осетам мирисот. Ветувам, нема да ја разбудам. Пешки со син ми да зборувавте за ова. Ниту син ви, ниту вашата сопруга со право нема да ми дозволат. Од вас барам само 10 минути во неделата да ја видам Ели. Барем додека спие да ми дозволите. Ова нема ли да биде за вас потешко? Ке биде тешко, знам. Ама најмалку неколку пати. Што друго да правам, не знам. Лоши мисли ми доаѓаат во глава. Вие кажете ми што да правам. Да ја одвојам керка ми од вистинскиот татко или Ели која сакам како вистинска керка да ја одвојам од мене? Што да правам? Од срце ви благодарам. Јас многу ќе бидам. Што рекоа старците? Назад во гробот да се врати, рекоа. О, бе. Луѓето не сакаат да влезат во гроб, ти се радуваш. Знаеш ли зашто се радувам? Јас толку години се криев. Никому не му се мешав. Ако сега излезам надвор, никој од мене нема да се спаси. Полат Алемдар. Јас на државата многу се налутив. Многу се разочарав. Мислев дека ме излажаа. Сега мирно можам да си одам под земјата. Како и да е, син ми е покрај тебе. И него нема да го мислам. Види, Кара. Поминатото имаше заслуги, работеше. Никој не е виновен. Со мене искрено зборуваше и јас ја земав одговорноста за тебе.